Il Ponte di Pietra, камениот мост, но не во Скопје, туку во Италија, во најмакедонското градче Канели, обединувачка алка која треба да интегрира околу 15.000 македонци од регионот на Пиемонте, регион кој во последната деценија и пол е решение за македонците од истокот и југоистокот кои екзистенцијата ја бараат надвор од државата. Иако миграцијата кон ветената земја трае цели 20 години, сепак првите обиди за помасовно и поорганизирано здружување се од 2011 година благодарение на неколку амбициозни луѓе предводени од Илона Захариева, жената која 2013 го начека и првиот орден за заслуги од страна на председателот Ѓорги Иванов. Бидејќи ние сме овде, иако ова иселеничка група е многу млада да кажеме, бидејќи ние сме прва генерација иселеници, меѓутоа нашето мислење е дека оваа прва генерација треба да ги постави темелите, односно корените на едно општо здружување на македонците, зборувам за Италија, бидејќи ние живееме и работиме во Италија. Значи оваа прва генерација треба да ги постави темелите за потоа младите генерации да имаат на што од каде да почнат да работат. Со пописот од 2011 само во регионот на Пиемонте официјално пријавени се околу 8.000 македонци, но неофицијално таа бројка е двојно поголема или плюс дополнителни уште 30%. Само во Канели се 1100 македонци, а во училиштето учат 206 македонски деца на возраст од 3 до 14 години. На ниво на регион се околу 15.000 македонци, а на ниво на Италија со пописот од 2011 се околу 90.000 македонци, а се претпоставува дека реалната бројка е околу 120.000. Меѓутоа, бројноста не е фактор која зацврстува позицијата на македонското здружение, затоа што младите и нови генерации најмалку од се знаат да зборуваат македонски литературен јазик. Со максимална подршка од амбасадата и конзулатот во Италија, здружението прави напори за воведување паралелка на македонски јазик, а со тоа создава квалитетна основа во остварување на главната цел. Децата што се родени тука го знаат само дијалектот, значи го знаат дијалектот од каде што потекнуваат. Македонскиот литературен јазик многу малку деца, да не речам ниедно, значи од тие што не оделе на училиште во Македонија. Македонскиот јазик е едно богатство кое што не треба да се изгуби. Во ова време, значи кога светот станува една држава, значи глобално село. Значи има контакти, бизнис, туристички со Македонија, значи македонскиот јазик може да биде една, да кажеме, една работа повеќе што овие деца ќе ја знаат од самите италијански деца. Затоа што мислам дека значи наша најголема борба ќе биде да успееме овде да дадеме, да направиме некои часови за изучување на македонскиот јазик. Бидејќи овде само во Канели имаме 206 македонски деца што одат во градинката и основното образование. Или учат италијански јазик. Значи секој пат нашето здружение е дадено како пример од нивна страна, пример за успешно здружение, на здружение кое функционира не само за правење една или две забави во годината, туку здружение кое што функционира во смисла на посредување со италијански институции, со италијански авторитети исто така. Значи здружение кое што ќе направи една поубава слика на македонците, не само работните часови во фабриките, во лозјата, значи едно здружение кое што ќе го покаже тоа другото што го имаме во нас. Како здружение, зад себе веќе имаат неколку проекти во соработка со италијанските институции кои се насочени кон поддршка пред се на младите домаќинки за полесно наоѓање работа и побрзо снаоѓање во новата средина, бидејќи и Италија е земја која не е амнестирана од актуелната економска рецесија, вели Захариева. Земјоделството каде што има најмногу македонци се уште оди доста добро, меѓутоа кризата се чувства многу, посебно во тој сектор, значи се чувства многу во индустријата кризата во Италија. Многу луѓе кои што има стабилна, убава работа, почнуваат да ја губат, бидејќи често се затвараат фабрики, односно се преместуваат на исток. Значи, кога има криза во Европа, во Европската Унија и во некоја поголема држава, тие првата работа што ја прават се местат. Значи, можно е дел од таа индустрија да биде пренесена и во Македонија. Ние малку сме закаснавме со, да кажам, да се проба да се направи нешто на бизнис соработка со
Македонија, меѓутоа никој пат не е касно за тоа, нормално треба подршка и од самата Македонија. Идеализирање на нештата нема и тука упорноста дава резултати. Можеби не на кратки чекори, но за се треба време. Оние кои одлучиле иднината да ја градат таму, свесни се за напорот кој мора да се вложи, но нема гаранција дека секогаш ќе се исплати и најважно од се, да не се изгубат нишките со сопствените корени, да се зачува сопствениот македонски идентитет.